Пријатели, добар ден и добре дојдовте во роденденсково издание и рубриката Прашања и одговори со Јосиф. Ова што го гледате, што јас сум седнат, ќе го видите само еднаш. Роденденски исклучиво ми дозволија да поседам денеска. Имаме за денес 5 прашања кои што ги издвоив да ги одговориме и да донесеме некаква вредност за кои што сметав дека е добро да се слушнат. На крај ќе дадам и една вонредна изјава од Светска здравствена организација по повод роденденот на утринска Нателма. Како и да е, прашањата кои што ги гледате овдека се поставувани најголем дел на Инстаграм и истото секој од вас го охрабрувам да го прави користејќи го хаштагот Ask Јосиф на социјални мрежи, комуницирајќи ме можеби во приватна порака преку социјалните мрежи или пак доколку сакате може тоа да го направите телефонски на броевите на телевизија Телма и доколку не успеам да најдам одговор веднаш да го оставиме одговорот за вашето прашање во некоја наредна рубрика. Доаѓа од Наумовски Андријана, кој што прашува колку е добро или лошо конзумирање на леб. Андријана, не постои лош или добар производ, постои лоши навики во континуитет и добри навики во континуитет. Она што многу од луѓето се плашат поврзано со лебот, дека ако сакам да ослабам треба да го исфрлам лебот, да исфрлам благо, да не јадам никакви шекери, да исфрлам можеби некогаш овоше, и тоа се случува луѓе да го кажат, е затоа што поврзаноста на лебот и дебелината е тоа што многу од луѓето поради неправилните навики и падовите на шекер и енергија кои што ги имаат во текот на денот, имаат потреби за храна која што брзо ја враќа енергијата. Од типот можеби за некој од вас порокот е леб, за некој е пециво, за некој е сок, за некој е кафе, за некој благо, за некој грицки. Генерално тоа се брзи шекери кои што брзо ја враќаат на енергија и можеби растресеноста при падот на шекерот во крв. Затоа не е прашањето дали е, тоест мојот одговор нема да биде дали лебот се класифицира во добар или лош. Слободно јади го, особено кога имаш можеби во главниот оброк ручек граф, леќа, боранија, грашок, нека ти биде еден извор на јаглехидрат. По можност ако можеш нека ти биде интегрален, но немој да се плашиш од лебот, затоа што храната на никого од нас не ни е пријател. Лебот нашите предци, баби и дедовци го конзумирале секојдневно, па никогаш немале проблем, затоа што изворот на лебот бил од дворот и од друга страна имале редовни оброци, се знаело кога се појадува, се знаело кога се руча, се знаело кога се вечера, немале избор на процесирана храна и затоа немале проблеми. Затоа немој да се плашиш од конзумирањето на леб.